Да ве прашам, господин Филипче, на кратко, бидејќи сега вие сте во центарот на сите центри на внимание, се разбира, како ви изгледа вам работниот ден? Кога станувате наутро, кога легнувате, бидејќи мора да е многу напорно изизовани што поминувате. Не сакам од тоа да правам сега некоја голема, како мистификација, но сепак успевате ли да стигнете барем за едно нормално одспивање? Да, има време за добра организација на работата. Најголем предизвик е координацијата помеѓу повеќе институции, луѓе, не само во Скопје, туку и ширум државата. Така да, добро, поминува работниот ден со состаноци и многу телефонски разговори. Господин Филипче, зад нас еден викенд кој како го оценувате севкупно, иако ние, јавноста се уште не ги знае податоците за вчерашниот ден? Денеска ги очекуваме до 12 часот. Во неколку тури се прават тестовите во лабораторијата во Институтот за јавно здравје. Јас би рекол дека ова е еден период, викенд, кој што има очекуван број на новодиагностицирани пациенти. Добро што зголемувањето е линеарно, еве гледаме и сведоци сме дека има едно заблажување на острината на кривата, меѓутоа мислам дека е прерано да се каже дека има тука простор за овој некаков оптимизам или олабавување, заради тоа што допрва е периодот во кој што сметаме дека доаѓа пикот на бројка на пациенти. Некаде според сите предвидувања на експертите, епидемиолозите, тоа се очекува да биде на крајот на април месец. Но ќе повторам, не е само бројката, не е само типот на пристап, тестирање, туку е и острината на кривата со која што ги добиваме новодиагностицираните пациенти, а во смисла на тоа како здравствениот систем тоа може да го амортизира. Ќе поразговараме и за тестирањето, се разбира, тоа е во фокусот на интересот на граѓаните. Прво да прашам, според оние оценки што јас ги читам и домашни и странски, Македонија спаѓа во бројот на земјите кои што за сега успешно се справуваат со кризата. На што се должи тоа? Се должи на мерките што ги спроведувате, на дисциплината на граѓаните, или може би се тоа ќе се распадне доколку наидеме на некаква ескалирачка ситуација во наредните недела две? Точно е дека наредните недела две се всушност критичните недели за да се види каде одат трендовите? Целиот следен месец, би рекол, не само следните две недели. Искрено се надевам дека нема работата драстично да се смени, иако имаше делови во Италија во кои што се случи токму тоа, нагло се зголеми бројот на пациенти кои што имаа потреба да бидат сместени во оделите за интензивна нега. Тешко е да се предвиди дали таква работа може да се очекува или не. Кај нас, согласно информациите кои што ги имаме до сега, согласно бројката на диагностицирани пациенти, индивидите веќе идентификувани контакти, понатаму препораките за самоизолација, се надеваме дека тоа нема да се случи, но тоа не е исклучено сценарио. Венко Филипче, министер за здравство, значи статистичките податоци секогаш, статистиките, проценките зависат од тоа што внесувате како податоци за обработка. Оваја ситуација има неколку карактеристики. Едната е што имаме некои фиксни податоци, а тоа е бројот на починати. Тоа навистина може да се преброи. Имаме податоци на оние кои што се заразени, а тоа е бројот на оние кои што покажале позитивни резултати на тестовите. Но ние всушност многу се чини добиваме релативни прогнози, бидејќи немаме голем број на тестирање на пациенти и на потенцијални заразени. До сега имаме направено негде околу 3000 тестирања до сега, би можело да се каже, со ритам од 200-300 теста дневно. Како се одразува тој релативно мал број на тестирање врз прогнозите што ги правите? Не можеме да гледаме на апсолутната бројка на тестирања кои се направени како бројка во однос на вкупната популација, заради тоа што тоа е еден комплексен систем во смисла на тоа како се пристапува кон идентификување на граѓаните, односно пациентите кои што треба да бидат тестирани. Имено стручно мислење и став на Комисијата за заразни болести е дека се тестираат сите
граѓани и пациенти кои што имаат симптоми. Сега системот е прилично отворен во смисла на тоа да секој може да се јави кај својот матичен лекар, што значи дека не се само центрите за јавно здравје, Институтот за јавно здравје, туку и над 1200 матични лекари веќе спремни да го прифатат повиците, да го отворат и пополнат алгоритмот, кој што укажува на тоа дали согласно здравствениот статус на пациентите понатаму нивната епидемиолошка анкета постои индикација за тестирање, а врз основа на резултатот од тестот се пристапува кон контактите на тие пациенти кои што би биле диагностицирани. Значи не можеме да гледаме само на како бројка на тестови, иако мислам дека во однос на околните земји правевме некоја анализа викендов и крајот на минатата недела имаме прилично голем број и како бројка апсолутна на тестови на население направено. Во таа смисла многу често се дискутира дали постои можност на кој начин да се направи и дали е потребно да се прави некаква друга дополнителна алтернатива на зголемување на број на тестови, со тоа што би се проширила индикацијата и на некоја популација која што сега не се прави. Но епидемиолозите се на своето стручно мислење дека пристапот да се пристапи кон анализа и тестирање на пациент кој што има симптоми и тоа со тестот кој што има највисок процент на сензитивност и понатаму анализа на контактите на тие диагностицирани пациенти е нешто што во светот дава најдобри резултати. Постојат повеќе примери во други земји кај што тестирале и друга популација, меѓутоа пикот на болеста на тој начин само се одложил. Не значи дека е тоа некој модел кој што е идеален и може било каде да се имплементира. Сметаме дека секоја земја согласно капацитетите, типот на здравствениот систем, организацијата, културолошките карактеристики на населението треба да има автентичен пристап кон ова прашање. Свесни сте, господине министре, дека сега, доколку се јави мојот матичен лекар и побара заради моите симптоми кои што се констатирани, побара да бидам тестиран, дека веројатно следниот слободен термин во некој од центрите за тестирање е 15 април. До тогаш ќе помине и карантинскиот рок. Како ова да се менаџира, бидејќи луѓето се во една паника и во еден страв за состојаното здравје, како и вие и сите ние имаме родини, пријатели и така натаму. Јас имав 2 телефонски разговори изминатиот викенд со блиски луѓе кои што се сомневаат дека имаат вирусот, иако на крај можеби и ништо немаат, и сите веднаш трчаат по тестови. Кој е моментот кога треба да се тестира, бидејќи луѓето се жалат дека не можат да стигнат на ред, а од друга страна не е тестирањето само заради тестирање, треба да има веројатно, како што и неколку пати сам сте образлагале, треба да има кога тоа точно се прави и зошто се прави. Токму тоа е задачата на матичниот лекар да врз основа на разговорот идентификува евентуално итност, а тоа го дозволува и самиот алгоритам. Меѓутоа, свесни дека е потребен поголем капацитет за тестирање, ние веќе во функција ставаме уште некои дополнителни механизми. Не ви се чини дека, се извинувам, не ви се чини дека матичните лекари, знаете како, ова е време на напнатост кај сите, вие менувате директори на болници заради одредени неактивности. Не ви се чини дека матичните лекари ме најгасно да кажат, да, ти си за тестирање, одма да се пријавиш? Не, гледайте, таму има податоци кои што мора да се пополнат, податоци кои што укажуваат на типот на симптомите, времето на почеток на симптомите, епидемиолошка анализа во однос на контактите, но со оглед на тоа што свесни сме за навистина интересот, да кажам. Да. Дури и многу често станува збори за психолошки притисок кај пациенти, кај граѓаните, и тоа е нешто што треба сериозно да се земе во предвид. Ние ги зголемивме капацитетите и сега оваа недела имплементираме уште неколку модели. Прво, веќе од денеска функционира уште еден пункт во Скопје до крајот на неделата и вториот дополнителен пункт, а ширум државата до крајот на неделата уште 1 до 2 согласно големината на градовите пунктови за земање материјал, односно присави во сите здравствени домови. И дополнително на сето тоа и уште една мобилна екипа од здравствениот дом Скопје за да се зголеми капацитетот на земање присави во главниот град со оглед на најголемиот број на жители. Така да сметам дека сето тоа во комбинација со овој
да кажем, научен пристап кој што го имаат епидемиолозите е нешто што може да амортизира бројката на новодиагностицирани пациенти и секако да го задоволи да задоволи потребата за соодветен број на тестирање. Ке повторам, значи станува збор за модел кој што е развиен, кој што е имплементиран согласно сите овие карактеристики кои што ги спомнав претходно. Утринара разговорав меѓу другите и со градоначалникот на Велес, господинот Аце Коцевски, кој што упати апели до вас лично, бидејќи таму центарот на вирусната заразеност е едно јавно предпријатие испоред неговите зборови, кој што упати молба што побрзо да се тестираат луѓето за да стане јасно кој од нив е, а кој не е носител на вирусот. Што се случува во таков тип на конкретен случај кај што имате поголемо централно жариште? Суштината и првичниот пристап е самоизолација, заради тоа што мора да помине доволно време додека се направи тестот за тој да биде валиден. Не може да се прави, нема потреба да се прави тест во период на, да кажеме, потенцијална инкубација од 2 недели, заради тоа што тој може да биде лажно негативен. Што значи дека согласно контактот со заболено лице, луѓето кои што биле без разлика дали се на работно место или во секојдневниот живот, во секојдневните контакти, мора да бидат настрани самоизолирани 14 дена, па после тоа да се утврди согласно тоа дали има или нема симптоми, потребата да се прави тестот. Доколку се прави во период во кој што се уште трае инкубацијата, може да биде лажно негативен, а дури после тоа пациент да развие симптоми. Господин министре, знам дека немаме уште многу време, но уште неколку минути сепак ќе ви одземам од времето. Имаме разни луѓе кои што се јавуваат и во нашата програма и така натаму, кои што велат дека бидејќи се во карантин и имаат констатирана заразеност од коронавирусот, велат дека почесто ги посетува полицијата и дека ниеднаш не им задзвонил или не ги повикал лекар на телефонот. Кој е третманот на оние кои што се во карантин? Кој е третманот односот на јавните здравствени органи на тие кои што не се сместени во болниците, а се констатирани, бидејќи со денови никој не им се јавува да провери како се, во која состојба се наоѓаат? Сега е фаза во која што има голем број на луѓе кои што претпоставам зборувате за домашната самоизолација. За домашната самоизолација така е на луѓе кои што се со констатиран вирус. Доколку се со констатиран вирус, тоа значи дека се на домашно лекување. Да, на домашно лекување. Има врска, значи тоа не е домашна самоизолација, туку е тоа домашно лекување. Така е. И веќе има систем кој што функционира на комуникација и на матичните лекари и на центрите за јавно здравје, локалните во општините каде што тие се лекуваат. Ние имаме извештај на дневна база за нивната состојба. Веќе почнува и во функцијата става ова недела системот за транспорт кон клиниката за да ја примат соодветната терапија. Така да немам до сега информација дека некој е надвор од системот на комуникација, но може да се провери денеску тек на денот. Бидејќи се работи за неколку стотици луѓе, за 200 и нешто, може би ќе стигне оваа недела и до цифрата до 300, претпоставувам дека не е премногу тешко на неколку стотици луѓе да им се сврти телефон за да ги прашаат во која состојба се денеска. Апсолутно, и токму тој систем го развивавме овие изминати неколку недели, заради тоа што е исклучително битно да се во континуирана комуникација како со матичните лекари, така и со епидемиолозите од центрите за јавно здравје. Да ве прашам, господин министре, каква е состојбата со другиот дел од здравството? Имате ли статистики кои што може би покажуваат поголема смртност од некакви други болести кои што се редовни? Дали не трпи целиот здравствен систем заради оваа криза масовна во која се наоѓаме сега на разни други, исто така помасовни заболувања кои што се нормални за период на година, за број на население и така натаму? Во овој период веќе е одмината епидемијата на сезонскиот грип. Тоа е болест која што ги пополнуваше капацитетите на клиниката за инфективни болести во однос на другите здравствени капацитети, тие функционираат сосем нормално, освен што се одложуваат хроничните пациенти, интервенции хронични кои што навистина може да се одложат и кои што одложувањето нема
да предизвика никаква компликација кај здравствената состојба на пациентот. Сето друго функционира нормално. Екипите се поделени во 2 или 3 групи во сите јавноздравствени институции согласно насоките кои што ги дававме веќе пред неколку недели со цел физички да се одвои комуникацијата помеѓу лекарите, медицинските сестри да се избегне сценарио да, например, заболи цел еден колектив. Така да во таа смисла итните интервенции се изведуваат редовно, понатаму интервенциите на пациентите со малегни болести. Не постои друга институција која што во овој момент е посветена на третман само на пациенти со оваа диагноза. Тоа е за сега на клиниката за инфективни болести, следна ќе биде болницата 8 септември, но за сега нема потреба. Конечно да ве прашам, министре, простро еден глас во текот на викендов, се и се што се зборува се разбира, човек не може да стигне веројатно и да демантира се од тоа што се говори, дека е можно делови од Скопје па и Скопје да биде поставено под некаква изолација, целиот град како што е да речеме Куманово. Има ли такви навестувања или се ова само празни шпекулации? Сметам дека овој систем на полициски час и одвојувањето на движењето на две ризични категории граѓани, постарите над 65-7 години во утренските часови, младите после пладне до почеток на полициски час, за сега е доволна мерка. Но ние будно ја пратиме ситуација, секундно заседава Централниот штаб во владата пред премиерот, така да тука се дискутираат сите предлози, ги дискутираме, ги анализираме сите информации кои што стигнуваат од текот на претходниот ден. Како се грижите за сопственото здравје? Како е ситуацијата во владата? Меркел отиде во карантин, Борис Џонсон и така натаму, водите ли сметка за тие аспекти? Да, добро, тоа е сега се сите во добра кондиција, добро здравје, целосно посветени на работата. Венко Филипче, министр за здравство, ви благодарам на одделените 15 на минути за разговор ова утро. Се надевам дека информациите ќе продолжат да бидат воздржано оптимистички како што самиот ги оценивте за време на викендот. Благодарам уште еднаш. Благодарам.